Лицата со попреченост да гласаат на ист начин како и другите луѓе, да го остварат своето право самостојно и директно да учествуваат во политичкиот живот. Ова е главната цел на проектот зголемување на учеството на лицата со попреченост во изборниот процес, чиј организатор е Сдруженијето за промоција и развој на инклузивно општество Инклузива во соработка со Државната изборна комисија. Председателот на Сдруженијето Инклузива Благица Димитровска рече дека на лицата со одземена деловна способност им се оневозможува правото на глас, па дури се бришат од избирачкиот список. Како што посочи Димитровска, ова треба да се смени и да има промени во избирачкиот список. Работиме на сите препораки, но и онаму каде што треба да има измени во изборниот законник. Сега моментално со Министерство за правда, каде што сме во работна група, се отвара изборниот законник и Сдруженијето Инклузива ги застапува токму оние недостатоци што ги има во во изборниот законник, што се поврзани со лицата со попреченост. Една од најголемите неправди е токму оно што на лицата со одземена деловна способност им се оневозможува правото на глас, но и се бришат од избирачкиот список. Тука ќе дадеме се од себе и оваа категорија на граѓани да го има истото право како сите останати. Сдруженијето за промоција и развој на инклузивно општество Инклузива имаат подпишено меморандум за соработка со Државната изборна комисија. Истиот е направен во согласно со европското законодавство, Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост, домашната регулатива и интерните акти. Врз основа на меморандумот за соработка што Државната изборна комисија го склучи со Сдруженијето Инклузива на 13 март 2018 година, почнавме со работилници регионални низ Републиката. Ова во Струмица е веќе меѓу последните. Се одржа регионално во Штип, Битола, Охрид, во Скопје ќе биде, во Велес се одржа. Така да со членовите, односно председателите и замениците председатели на општинските изборни комисии, имаме оваа работилница за лица со попреченост, за да бидат вклучени во изборниот процес и да им биде овозможено гласачкото право. Работилницата е со тема комуникација и пристап кон лицата со попреченост. Сесиите се состојат од интерактивни презентации, насоки и примери за ефикасен пристап и комуникација со лица со различен вид на попреченост, наодите од истражувањето за учество на лицата со попреченост во изборниот процес во Република Македонија и насоки за организирање на пристапни избори, едукација, материјали и информирање. Проектот зголемување на учество на лицата со попреченост во изборниот процес е поддржан од Американската амбасада.